Здраво на сите. Јас се викам Стрезо, работам како актер во Охридскиот театар и на огромно мое задоволство денес би сакал да ви прочитам една од моите поомилени басни на Езоп. Басните на Езоп ми беа омилени кога бев многу мал, додека ми ги читаа моите родители, затоа што во нив животните зборуваат. Кога веќе пораснав малку и веќе можев сам да ги читам, басните ми беа уште поинтересни затоа што животните во нив покрај тоа што зборуваат, кажуваат и мудри и интересни пораки. Сега, оваа басна која што ќе ви ја прочитам денес е басната за штурецот и за мравките и една од омилените на мојата ќерка која што има 4 години. Па слушајте внимателно и оди вака. Беше топло. Топло лето со сите своји опојни мириси. И штурецот го минуваше времето лежејќи под најдебелите сенки од дрвјата, пеејќи си весели мелодии. Од утро до мрак, штурецот само си црцореше. Во меѓувреме пак, мравките брзаа нагоре надолу под врелото сонце, носејќи огромни товари на нивните плеќи. Тешки зрна жито, лисја, семки поголеми дури и од нив самите. Од изгреј сонце, до зајди сонце, тие неуморно одеа од полињата до мравјалникот и назад. И така до бескрај. Еден ден, зачуден од нивното непрестајно заминување и враќање, штурецот ги запраша мравките. Но, што ви е вам? Зошто работите толку напорно? Мораме да собереме доволно храна за зимата, му говорија мравките. Зимата? Се насмеал штурецот. Како само можете да мислите на зимата, кога сонцето е толку врело, што може и камен да стопи? Послушајте ме, рекол штурецот. Одморете се, уживајте во летото. Правете како што правам јас. Пејте и веселете се. Ти благодариме на советот, му рекле мравките, но не можеме. Кога ќе дојде зимата, како и секоја година, нема да остане ниту зрно, ниту сенка, ниту ливче трева на земјата. И тогаш оние што не ги собрале своите залихи храна, ќе прегладнуваат. Глупости и безмислици, им одвратил штурецот, па си продолжил со пеење. Но до крајот на летото штурецот го исполнуваше воздухот со нотите од неговите песни. Додека мравките ги собираа нивните залихи, лист по лист, зрно по зрно. Потоа стигна есента. Лисјата пожолтеа и падна од гранките на дрвјата, семките се потешко се наоѓаа, а ноќите стануваа се подолги и постудени. Штурецот почна да се загрижува, затоа што почнуваше да снемува храна. Кога дојде зимата пак, дрвјата веќе беа соголени и изгледаа како бедни прачки. Тревата исто така пожолте, а земјата се стврдна со првите мразови. Стомакот на штурецот почна да му кркори. Но се што можеше да пронајде за јадење беа неколку суви лисја. Едно утро штурецот се разбуди и пред себе виде снежна покривка, која беше ги покрила и последните исушени ливчиња древа. И сега, што ли ќе јадам јас? Се
прашуваше штурецот, тресејки се од студ. Во сета таа белина загледа чад, што се извиваше од мравјалникот. Каде што има чад, има и оган. Се прашувам дали мравките готват нешто вкусно. Си помислил штурецот. Штурецот дојде до вратата на мравките и затропа. Кој е? Се слушна еден тивок глас однатре. Ох, јас сум штурецот. Ве молам, отворете ми. Премрзнат и прегладнет сум. Ми треба храна и топло капче. Ме преколнувам. Молеше штурецот. Една мравка го отвори прозорецот и пријатен бран од топол воздух излезе надвор. А каде тебе ти се зимските залихи? Го праша мравката. О, јас немам залихи, и одговорил штурецот. Зошто? Што правеше во текот на целото лето? Пев, тажно рече штурецот. Не можам да ти дадам од нашите залихи, затоа што нема да има доволно за нас. Ако си пееше цело лето, сега можеш да танцуваш за да се згрееш, му рекла мравката. И така, поради својата мрзливост, штурецот останал гладен и премрзнат се до пролет. Крај. Јас нема да ви ја кажам поентата и пораката која што произлегува од оваа басна. Вие поразговарајте со вашите родители или со вашите постари братчиња или сестричиња. Чао, останете дома и бидете безбедни и здрави. Поздрав!